ниво од 1,7 милиарди евра за 200 милиони евра над нивото од пред почетокот на кризата за 2008-та. Девизните резерви се практично она што е гарант на девизниот курс на денарот. Како резултат на сето ова, порасна и довербата во денарот и банките. И денес имаме поголеми штедни влогови на граѓаните во банките отколку пред почетокот на кризата. Владата во оваа криза не дозволи за време на најголемата светска економска криза да имаме некое енормно задолжување на земјата. Активност на која беа принудени многу поголем број држави, многу посилни од Македонија. Задржана е социјалната стабилност, не се дозволи ниту драстично зголемување на невработеноста, која пред кризата за само 2 години успеавме да ја намалиме од речиси 37% на околу 32%. За сега, 2 години после почетокот на кризата, истата да е некаде околу 33%, безмалку исто споредено со периодот пред кризата. Најголемиот дел од земјите за време на кризата имаа драстичен раст на невработеноста. Македонија покажа виталност, достојна за почит. И таа беше оддадена од сите големи и релевантни меѓународни финансиски организации, како Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка, Европската банка за обнова и развој, чии челници отворено, јавно и честитаа на државата, јавно укажувајќи дека Македонија е една од оние земји која најдобро се снајде за време на кризата. Сето ова не значи дека внатре во земјата граѓаните не ја почувствуваа кризата. Напротив, сите ние сериозно ја почувствувавме и ја чувствуваме. Но кога меѓународните финансиски институции даваат оценка, тие не гледаат само како е кај нас, туку не споредуваат со другите земји и оттука таквите споредби говорат дека Македонија и покрај многуте проблеми може да се издвои како една од земјите кои најдобро се справи со кризата. Кризата е како бура во море. Ако ти кажа дека добро си се снашол, не значи дека не си накиснал со вода од бурното море, но значи дека успешно си го управувал бродот и со најмалку штети си ја преживеал бурата. Оттука јас сум потполно свесен дека нашиот народ, нашите граѓани, видоа многу мака од оваа светска криза, која многумина ги разочара и ги потишти. И независно што на сите им е позната причината за тоа, односно ударот на светската економска криза, ниту јас, ниту владата не бегаме од одговорноста за потешкотиите. Треба да бидеме горди како држава и на тоа што покажавме, дека со одговорно менаџирање и пресекување на каналите по кои се испомпуваа пари од државата во минатото, Македонија може да обезбеди средства и да тера капитални проекти. За 4 години нашиот земјоделец, македонските земјоделци, добија вкупно 280 милиони евра субвенции подршка, од кои 100 милиони евра се исплаќаат во текот на оваа година. За разлика од порано, кога се велеше дека нема пари и се на располагање годишно имаше само околу 5 милиони евра за земјоделска помош. Ние и во најтешката година на светската економска криза, а тоа е последната година, не се откажуваме ниту го пролонгиравме нашето ветување дека ќе одвоиме и исплатиме цели 100 милиони евра субвенција за земјоделците во една година. Планот е до крајот на мандатот, односно до крајот на 2012 година, како земјоделски субвенции да бидат распределени вкупно над 500 милиони евра во периодот крај на 2006-2012. И покрај кризата и намалувањето на приходите во буџетот, се спроведе проектот за задолжително средно образование. Ученикот има бесплатен превоз во училиште. Има и за прв пат во историјата на земјата од минатиот септември, а тоа продолжува и во овој септември и понатаму, сите ученици во сите основни и средни училишта
добија бесплатни учебници. Тоа прв пат се случи, како што реков, во септември минатата година, а од септември оваа година и понатаму ќе продолжи. И покрај сите мани и недостатоци кои ќе бидат отстранети, тие се бесплатни и тоа е непобитно. Непобитно олеснување за нашите граѓани. Децата растат со компјутери во училиштата. Тие компјутери помагаат младите луѓе да излезат од клупите целосно компјутерски описменети. Пенетрацијата на интернет од 16% пред 4 години денеска е 50%. Партиципацијата на факултетите е драстично намалена. Отворени се нови универзитети, факултети и дисперзирани студии во внатрешноста на земјата. А доброволното запишување на факултети и учењето веќе станаа тренд, станаа правило, дел од вредносните критериуми, нешто што го бевме загубиле за време на транзицијата во 90-тите. Доказ за тоа е што речиси сите матуранти се запишуваат на факултети и студираат, го зголемуваат своето знаење, својата моќ, а со тоа ја зголемуваат и моќта на државата. Даноците се сведени на минимум. Воведениот рамен данок функционира и во значителна мерка им помага на компаниите и особено кога започна кризата. Им помогна во голема мерка. При донесите се намалуваат, се градат станови за социјално ризични групи и млади брачни парови. Дворовите денеска може да се купат за 1 евро по метар квадратен. Со неколку одлуки на владата произлезени од контактите со граѓаните, поевтинеа возилата, се градат или се реконструираат вкупно 200 локални патишта, плюс 200 километри регионални патишта. Се градат водоводи и канализационски мрежи, а од оваа есен започнува посебен проект во вредност од 50 милиони евра за изградба на канализации и водоводи во сите општини. Старите касарни се урбанизираат за нов развој и во престојната година ќе следат многу активности во тој правец. Со обезбедени вкупно 100 милиони евра во овој период започнува реконструкцијата на сите болници и клиники каде тоа е потребно. Активност која ќе трае 2,5 години и се набавува нова опрема за здравството вредна помеѓу 90 и 100 милиони евра. Се воведе и бесплатно инвитро до 3 обиди за сите граѓани на Република Македонија. Во сред криза се реконструираат и се градат основни и средни училишта. Се набавуваат околу 300 автобуси за јавниот градски превоз кој го наследивме во очена состојба. Едношолтерскиот систем и електронскиот реформиран катастер функционираат. Се градат спортски сали и терени на секој чекор. Одвани здравственото осигурување е бесплатно за сите оние кои не остваруваат никаков доход. Секој граѓанин кој не остварува доход добива плав картон, исто како да е вработен. Конечно, по 50 години Скопје и Македонија добива вистинска национална арена и вистинска спортска сала, односно спортски центар. Националната арена Филип II Македонски и спортскиот центар Борис Трајковски. Главното прашање што треба да се постави после сето ова набројано е каде одеа парите во минатото? Зошто не се градеше како што се гради денеска? Зошто не беа решени стечајните работници? Зошто не беше инвестирано во здравството? Зошто земјоделците не добиваа субвенции и поддршка? Зошто немаше бесплатни учебници за учениците или компјутери во училиштата? Во последните 2 години бевме силно фокусирани и на подготовка на крупни и револуционерни закони во судството, кои токму во овој период влегуваат во нивното финиширање, испраќање во парламентот и прифаќање од него. И овој процес не е воопшто лесен, но цврсто верувам дека во годините што доаѓаат ќе започне да дава добри резултати. Такви процеси започнавме и делумно завршивме, и голем дел престојат ваков вид на реформи и во јавната администрација. Во функција на реформи во судскиот систем, донесени се измени на кривичниот законник, како и законот за парнична постапка со која значено ќе се зголеми ефикасноста на судскиот систем во Република Македонија. Законот за кривична постапка е усвоен од страна на владата на Република Македонија
и е во собраниска процедура.